споменавме пред малку, 5 јуни глобално се одбележува како меѓународен ден на животната средина, востановена од Генералното собрание на Обединетите нации во 1972 година. На првиот ден од конференцијата на Обединетите нации за животна средина се прославува од 1974 година во повеќе од 140 земји во светот. Со првата соговорничка во Македонија наутро, овоутро зборуваме за тоа колку заложбите за здрава животна средина се исти на глобално ниво или пак се останува запишана само на хартија и каде е Македонија во целиот овој процес. Мила Јовановска од Go Green имаме во утринската програма. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и вам. Чита во текот на вчерашниот ден бројни имаме меѓународни конференции, декларации на глобален план, протоколи кои што се однесуваат на животната средина. Мила, колку од сите овие закони на хартија, правила на игра на хартија се применуваат во пракса? Така. Има многу, имало и ќе има, што планови, што стратегии, што закони. Меѓутоа, за имплементацијата треба време. Зошто? Затоа што процесот, не само за животната средина, и за климатските промени и за други теми општо, прво се тие средби. Како што Обединетите нации започна, например, ќе зборувам конкретно за климатските промени, секоја година се среќаваат земјите и разговараат и донесуваат некои одлуки. 2015 сите знаеме за Парискиот договор. Значи, тоа е договор кој што понатаму земјите имаат обврска тоа да го преточат во нивната легислатива. Добро, се договоривме за тоа и тоа, односно да ги намалиме емисиите на стакленички гасови за да не го надминеме глобалното затоплување од 1,5 степени. И сега, например, нашата влада, конкретно 2017 или 2018, го презентираше тој договор пред нашето собрание. Нашето собрание прави план, Министерството прави план за да го спроведе Парискиот договор. И сега и со други, ЕУ исто така се обврзане на зелен договор, тој кај нас се вика зелена агенда, и сето тоа, например, најконкретно го гледаме во енергетската стратегија. Меѓутоа, за енергетската стратегија да се имплементира, мора да се сменат законите и мора да почне тоа да се имплементира. Така што тие планови и договори на глобално ниво, понатаму од горе надоле, се пренесуваат во нашата легислатива. И за тоа треба време, и затоа можеби некогаш сме нетрпеливи или ајде сега нели зборувавме зошто не се тоа случи. Меѓутоа треба време, како што реков, тој план да стигне во закон и тој закон понатаму да се имплементира. Од овие информации кои што вие ги имате, која од земјите најуспешно ги спроведува сите овие стратегии во пракса? Развиените земји секако тоа полесно им оди, затоа што развиени земји, развиен систем и слично, меѓутоа па тие имаат предизвици конкретно со исто така со постигнување на нивните цели. Затоа што сите тие цели се високо амбициозни. Конкретно за Западен Балкан може да кажеме дека нашата земја е лидер кога станува збор планови. Меѓутоа пак ќе кажам, и тие планови се предуслов за да имаме некои закони, за да имаме имплементација на тоа. Нашата земја е на некој начин во предност кога станува збор например за енергетски и климатски планови. Ми се допадна оваа информација. Колку здравствената економска и енергетска криза која што ја живееме години наназад е причина да се стави по страна заштитата на животната средина? Борбата за профит го направи ли тоа? Профитот од секогаш, од сам старт и развој на капитализмот не ја зема предвид животната средина. Значи, профитот и капитализмот, тоа се должи на искупување на ресурси, искористување, максимизирање на потрошувачката, и тоа за жал не ја ниту заштитува, ниту напредува, како што велиме, животната средина. Она што, например, од енергетската криза, например, што се ја затекна Европа, со инвазијата на Русија во Украина и слично, бидејќи како континент сме зависни од енергијата, од страна, не сме независни. Например, ја натера Германија да отвори веќе затворени термоелектрани. Значи, енергетската криза беше
поклучна и поприоритетна во тој период за да тие отворат термоелектрани кои што не само на планетата, туку и на локалното население и на жителите околу, например, штети многу по здравјето, како што нели случајот со нашите термоелектрани. Така што кога станува збор за што е приоритет, може лесно да го видиме преку распределбата на буџетот. Дали на локално, дали на национално, дали на европско или светско ниво. И за жал, кога доаѓа здравствената криза како што беше ковидот, многу од овој буџет се префрла ваму, зашто тоа е приоритет. Енергетската криза се крати од овде, се става овде затоа што тоа е приоритет. Член 8 од Уставот на Македонија, животната средина е поставена како темелна вредност, која што мора да се заштитува и унапредува. Каде е Македонија во целата ова приказна? Грижа ли ни е нам граѓаните каква иднина ќе оставиме, создадеме за нашите генерации? Па јас не сум слушнала на некој што не му е. Меѓутоа, кога станува збор... Но вака на дебата на сите ние, а во пракса? Така. Во пракса секогаш некој друг не е крив. Зошто ова не функционира е затоа што тоа треба некој друг да го направи, не е само до мене. Мислам, кога зборуваме за дали му е на некому грижа или не, најмногу ќе се осети тоа кога нешто друго ќе ни се ускрати. Например, за време ковидот, гледа колку бевме сите срекни, кога ги слушавме птичките, немаше автомобили, или кога требаше повеќе време во природа и ги откривме излетничките места и слично, наместо кафулињата и рестораните. Меѓутоа, начинот на живот не одвлекува малку од она што треба ние како луѓе да го имаме и поврзано со природата. Така што мислам дека на секој вака баш како што кажа теоретски му е грижа, меѓутоа кога станува збор за колку тоа ние го правиме, сега тука има државата удел и системот и образованието. Ке се задржам кусо на оној момент се некој друг ни е крив, кога ќе почнете да истражувате дали имаме доволно закони, дали е тоа се фино регулирано и напишано на хартија, ќе најдете закон за животна средина, закон за заштита на природата, закон за водите, закон за заштита на бучава во животна средина, закон за квалитет на амбиенталниот воздух, управување со отпадот. Ова се само дел од законите кои што ги диктираат правилата на игра во животната средина. Како е во пракса во однос на почитувањето на истите и казните по основ на непочитување? Тоа не е тајна, нели сите знаеме, еве и најофицијално извештајот за напредок на Европската Унија вели со легислатива сме супер. Ги имаме законите, имаме транспонирано, добро, и во теке се транспонираат уште законите од ЕУ кај нас, тоа значи да се усогласат, нели со цел нели ние да влеземе во ЕУ. И тоа на хартија е све добро, меѓутоа во имплементацијата предизвикот е во корупцијата, во капацитетот и во спроведувањето. Така што треба тука доста работа и тоа ова не е само за животна средина, ова е за сите сектори, за целата држава впрочем, кога станува збор како треба нели од хартија во пракса тоа да се пренесе. Може би малкумина знаат дека токму заштитата на животната средина ќе биде еден од најсериозните предизвици во приказната за почеток на пристапните преговори со Европската Унија, бидејќи сите точки за кои што сега на кои што сега е ставен фокусот, да, се важни и треба да се решат, но кога ќе дојдеме на тема животна средина, и тука може да се заглави. Токму така, мислам, самата тема, самата област како област е многу комплицирана затоа што е кроссекторска, значи ги опфаќа и другите сектори, тоа е се поврзано и едноставно е еден хоризонтален пристап што треба целата држава да го има или целиот систем кога станува збор заштита и унапредување на животна средина. Комплексен е поглавие 27, значи комплексен е цел тој пакет закони, мерки што тек допрва треба да се применат кај нас и слично. Капацитет за кој што се уште се гради како капацитети во нашата држава. Немаме ние многу луѓе, експерти, за да можат сето тоа да го
ќе се срочи во хартија како што треба, меѓутоа после тоа имплементацијата. Институционалната соработка, едно министерство со друго, со трето, со агенција, со локална самоуправа, сето тоа после знаете доаѓа и за имплементацијата на ниво на локална самоуправа. Така што да, комплексна е темата, има доста уште за работа, меѓутоа не можеме да речеме и дека немаме напредок. Значи споро, меѓутоа сигурно ето. Добро е што имаме некаков исчекор во заштитата на животната средина. Вие за тоа се борите години наназад, реализирате најразлични проекти кои за волја на вистината имаат ефект, ги вклучувате и младите, што е многу важно, бидејќи тие се многу важна алка во целиот процес. Токму така, како здружение 13 години веќе, 13-та година работиме најпосветено на образованието, затоа што например сметаме дека формалното образование недоволно ја третира оваа тема на начинот на кој што треба. Тоа е доста површно. Па преку неформалното образование, значи преку разни обуки, тренинзи и активности ги вклучуваме младите да се активираат на оваа тема и преку активизмот. Активизмот е она, ајде не ми биде тој другиот крив, да јас нешто да направам околу тоа. Така што еве во последниве 3 месеци со помош на Европската унија за проектот Младински активизам за позелени општини реализиравме околу 10 младински барања. Значи тоа е кога младите детектираат во својата микрооколина, во својата населба, улица, пат до училиште и слично, проблеми од животната средина, кои што потоа ги апелираат до надлежните институции. Тоа најчесто локалната самоуправа. Што детектираат младите? Имаше многу едноставни работи. Значи, зборуваме за поставени корпи без дно. Значи, корпата е тука, нема дно. Дајте сменете ги или зошто се случило ова. Зборуваме со велосипедот од дома до училиште. Во рете имам 2 тротоари кои што се слеани на ниво со улицата, меѓутоа имам овој тука што не е слеан, што мора да се симнам, да се качам па да продолжам. Што не е безбедно, значи унапредување на безбедноста во сообраќајот. Потоа имавме пример за да се намалат од пушоците во тревниците и слично, да се стават канти со кои што ќе се гласа. Например, ти од пушокот да го ставиш, например, да гласаш за некое, тоа е во вид на кампања, да гласаш за некое прашање за твојот град или за твојата општина. Понатаму имаше реката Вардар да се стави мрежа која што ги фаќа оние пловечки шишиња, отпад и слично, и со ремедијација, односно обновување на тој еден запуштен дел, каде што се депонираат, за жал, градежни шути и слично. Така што сето тоа се иницијативи од младите, од нивното локално, од нивното место за живење, нивната микрооколина. Ја видовте последната иницијатива, паметната корпа за отпадоци? Ако ги има видеоматеријалот, ве молам колегите да го пуштат за да го прокоментираме. Нешто што навистина како позитивен пример ме изненади. Да, тоа е герила акција, значи таа канта нема капацитет да собере многу ѓубре, нели, нема капацитет да се селектира отпадот во незе, меѓутоа таа герила акција има за цел да го направи токму тоа што го постигна, да го привлече вниманието што на случајните минувачи, што на посетителите на социјалните мрежи и интернетот, нели, преку сите тие медиумски објави. Едноставно нешто различно да види и да не натера да размислиме за некои едноставни навики кои што ги имаме секојдневно. Ова мене ми се допадна за тоа што е иницијатива на граѓаните. Граѓаните праќаат порака. Граѓаните се тие кои што сакаат промени. И генерално се треба да почне од нас. Ве молам доколку може да го видиме видеото за паметната корпа за отпадоци, за да го врземе со целата ова приказна. Ние граѓаните треба да почнеме се. Од нас почнува се и ние сме тие кои треба да ја пратиме пораката.
Ние мора да бидеме... Доколку системот не го прави тоа? Тоа, значи добро го напомена. Не може да велиме дека целата вина е на граѓаните, ете ги имаме законите, граѓаните не го имплементираат. Меѓутоа, не можеме ни да кажеме дека граѓаните или индивидуалци можат да со нивните секојдневни активности да сменат нешто. Потребни се двете работи. Значи потребен е систем, во ред имаме закони, меѓутоа потребни се и граѓани кои што свесно и активно ги разбираат тие закони и правила и притискаат тоа да се имплементира. Ова беше тотална атракција во текот на вчерашниот ден. Ја не знам колку фотографии на социјалните мрежи видов од курпата за отпадоци што зборува. Многу интересно. Ова всушност има направено млад артист, Озбек. Во соработка, мислам сега, ако не грешам, Музеот за современи уметности. Сега ќе, да, апсолутно. Така што тие не име прва ваква герила акција. Не знам дали знаете, имаше пред некоја година две исто на Партизанска, например, мраз. Добра. Неколку килограми мраз ставено и како всушност се топи мразот. Центар за современа уметност. Центар за современа уметност, да, пардон. Она што мене ми е интересно што некои од луѓето, да речем, имаат по неколку отпадоци во раката, па селективно, еден по еден ги фрлаат за да може да имаат поголема интеракција со курпата. Тоа е тоа што треба да го гледаме почесто. И да се насмееме, и да се забавуваме, меѓутоа и да разговараме и тоа да го правиме на важни теми. Значи да, граѓаните може да придонесат, меѓутоа само ако свесно и активно се вклучени во сите тие процеси и во тој систем. Мила, како понатаму, на што треба да го ставиме фокусот во моментов, имајќи предвид дека време за губење нема, а секој следен ден, доколку не превземеме ништо, е чекор назад во заштита на животната средина? Така, сега да прашате различни профили, правник ќе ви каже за законите, техничар ќе ви каже нели за технологијата и за инженерството, например, што е најважно. Јас како здружение, бидејќи работиме на образованието и на активизам, ќе кажам дека според мене најважно е да се подобри формалното образование, да ги гледаме овие теми почесто на правилен начин. Да кажам што правилно. Например, според мене не треба да зборуваме во училиште за само одложување на отпадот во канта или за селекцијата. Дајте да зборуваме прво за намалување, за превенција на тој отпад. Значи, правилно да ја го следиме текот на како треба да се однесуваме ние кон животната средина. Дајте да го намалиме, па потоа тоа што не можеме, например, да го селектираме, односно на крај да го фрлиме. Значи, тоа од аспект на образованието и активизмот од аспект на постојат толку многу алатки, верувајте, за вклучување, дали на локално, дали национално ниво, само ако еден човек сака и има желба тоа да го промовира. Да, ова го детектирав како проблем. Кои се алатките? Тие се алатките: допис, барање, молба, жалба и тоа да го поднесе. Значи, активизмот да го разбудиме секој од нас да ги разбира тие теми. Не мора да сме експерти, не мора да ги знаеме сите закони, за да знаеме дека имаме граѓанска должност да бидеме одговорни кон животната средина. И последното прашање не е како активист, туку како граѓанин. Излегувате утрово од вашиот дом, гледате тоа што гледате по пат, што сакате да се промени во сликата? Например, јас би сакала на локално ниво дефинитивно да се намали сообраќајот. Значи, сметам дека Скопје е загушено од автомобили, и не само Скопје, сите градови, впрочем, од автомобили, и да има Значи, дајте да ги фаворизираме другите алтернативни методи на транспорт. Каде има јавен превоз, да го зголемиме, да го подобриме. Каде нема, да воспоставиме велосипедски патеки, пешачки патеки. Значи, а не ленти. Понатаму би сакала да видам поредовна хигиена на улиците, на тревниците, повеќе зеленило, заштита на зеленилото, затоа што тоа е тоа што кога ќе излезам во текот на денот, дали ќе ми тргне на добро или на лошо. Еве сега доаѓав со велосипед до вашата телевизија, баш токму тоа го значи, јас требаше на 2 пати, на 3 пати да се симнам од велосипедот, да го качам од високи тротоари. И тоа мене сега леле доцнам.
и ќе ни го тргне на пред време, дојдовте добро е, да. Но тоа се некои работи мали кои што на вистина треба да се менуваат во, доколку сакаме полесно да функционираме и поубаво да функционираме сите. Мила, благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Оваа тема е неисцрпна. Знам дека ќе се сретнеме повторно во блиска иднини и ќе разговараме на темата. Благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата.